Како независен синдикат за образование и наука чувствуваме потреба јавно да укажеме на проблемите со кои што се соочуваме. Денеска е 18 август, а просветните работници се уште немаат добиена плата. Во понеделник е 20 август и прашање е дали и на тој датум ќе ја добиеме платата. Во Законот за работен однос јасно и недвосмислено стои дека платата се исплаќа најдоцна до 15 во месецот, но нажалост оваа законска регулатива не е доследно спроведена во образованието. Поради тоа, бараме да добиеме одговор од Министерството за образование и наука и општините, поради која причина свесно се деградираат работничките права на оваа категорија на работници кои што би требало да бидат столб во општеството. Добиваме заклучок дека сите останати се пред нас на листата, а ние сме последни. Ние во образованието немаме додатоци на плата. Ние не добиваме годишен регрес. За нас единствена екзистенција е ниската подпросечна плата и поради тоа бараме истата да биде исплатена во законски предвидениот рок. Во држава која што има претензии да биде членка на Европската Унија, сметаме дека е неуредно и недостојно работниците да молат да им биде исплатена платата која што има честно заработено. Ви благодарам. Повелете ако има прашања. Дали ова се случува за прв пат или се случувало и претходно да доцни платата во просветата? Ова лоша пракса се повторува или се случува повеќе од 15 години. Имавме претходната плата, ја добивме на 13-ти, што беше еден од ретките исклучоци каде што платата беше исплатена во законски предвидениот рок, но бидејќи имаме преголем период, ако се да со надеж дека во понеделник ќе добиеме плата, станува збор за отприлика 38 дена. Просветните работници одвај можат да издвојат крај со ниската плата која за 30 дена, а камоли 38 дена. Уште едно прашање за иницијативата до Уставниот суд за колективните договори. До каде е таа постапка? Во моментот сме во исчекување од страна на Уставниот суд да добиеме одговор за тоа како се спроведува постапката. Ние сме убедени и сигурни дека она што го бараме е доследно, односно дека колективниот договор е неуставен. Имате ли некој рок до кога ќе исплатите платата? Што ќе правите ако до одреден датум не ве исплатат? Оваа иницијатива што денеска ја покренавме, првично јавно ќе дадеме до знаење дека не сме задоволни со начинот на кој што се исплаќа платата, односно до рокот по кој што се исплаќа платата, и првично ќе оставиме простор да размислат дека ова е сериозен проблем. Доколку овој проблем продолжи да се повторува, тогаш ќе преземеме синдикални активности.